Цермат ви представува Да Опера Хаус, нов проект за битолската опера. Промоција на филмот Приказните од Широксокак. Рада Петрушева ги промовираше своите 2 книги во Битола. Битолска народна вртелешка пред битолчани. Најновите филмски хитови во 3D киното. Концерт на Неврокопски ансамбл од Бугарија. Во петок, 11 јули, во Дом на Арама ќе се одржи премиерата на мюзиклот Да Опера Хаус. Се работи за 7ми поред проект за битолската опера, во режија на Благојче Божиновски, уште еден чекор да се направи континуитет токму за битолската опера, како дел од најдолгото и најбогато со содржини културно лето Битфест 2014. За почеток, ова е обид да се продолжи континуитетот на тоа градот Битола да има опера, за да се осознаат и да се видат вистинските вредности, што значи дека овој проект не е континуитет на одредена група на луѓе кои можеби во одредени услови и прилики го работеле во претходните години. Ова е сепак една независна продукција која има за цел да ги зголеми, да ги подигне и да ги наметни стандардите за тоа што и како треба тоа во иднина да биде. Значи, овој проект Опера Хаус е проект кој пред себе има за цел да представи едно малку поинакво видување на тоа што во суштина представува опера, бидејќи ние во овој момент и во овој сегмент кој го разработувавме овој проект, повеќе би го нарекол мюзикл со оперски елементи, тоест опера со елементи од мюзикл и театарски елементи. Да Опера Хаус е според фантомот од операта на Ендрю Лојд Вебер, во кој учествуваат како солисти Нико Ѓорѓевски, Марина Коруновска, Дениса Литовски, актери Валентина Грамосли, Борче Ѓаковски. Јас како главен лик, односно како фантомот, би сакал да кажем уште нешто за него. Значи, покрај тоа што тој е една огромна жртва за љубовта и има огромна посветеност и огромна решителност за тоа што го прави. Фантомот е еден носител на идеја за почитување на повисока вредност. На Кристин да е, кој што навистина е доста комплексен. Тука е една поделеност, нејзина поделеност кон љубовта кон Раул и кон фантомот, она што го чувствува према музиката, почитта кон својот професор, кој што е учил да пее и тоа се претвора во љубов, но тука е и Раул кој што од детството имале некоја детска љубов и мислам дека треба оние кои што ќе дојдат тука да не ја прераскажуваме целата приказна, значи на фантомот, кои што ќе дојдат да ја видат, ќе им стане јасно за што точно се работи. Се разбира, јас сум ангажирана за актерскиот дел, не ме ангажира за пеачкиот дел, за да ги покажам своите способности, пеачки способности или неспособности. Морам да кажам дека јас ја толкувам мадам Жири, која што се карактеризира со една строгост и професионалност. И мадам Жири е жената која што ги знае сите тајни на таа куќа, на Опера Хаус, сите скриени тајни што ги закрива таа темнина и таа напуштена опера. Ликовите во Да Опера Хаус екзистираат во оперска куќа, сцена, каде постојат конвенционални правила на однесување. Тоа е свет простор, каде реалноста на ликовите станува кошмар. Ликовите се затекнати во несвојствени ситуации, во кои мора да бираат помеѓу материјалното и духовното, помеѓу љубовта и омразата, убавото и грдото, реалноста и фикцијата. Иницијативата за создавање битолска опера, која потекнува од признати уметници од нашиот град, ја доби својата прва премиера во 2005 година со изведба на операта Дон Пасквале. Веднаш после таа опера следуваа Бастиен и Бастиена, Хераклеја и Ликини, Свирач на покривот, Аптекарот, Евита. Репризата на Да Опера Хаус ќе биде во понеделник, 14 јули.
Во рамките на Битфест се одржа промоција на документарниот филм Приказните од широк сокак, посветен на уникатниот битолски амбиент и историските приказни кои се карактеристични само за Битола и за ниту еден друг град во светот. Филмот, чиј автор е Анета Шијакова, потенцира што е она што Битола ја прави уникатна. Па всушност инспирацијата е самата Битола, бидејќи секој парче од овој град крие навистина интересни приказни кои што вредат да бидат прераскажани и слушнати. Овој филм отвора 5 приказни, тоа е приказната за конзулите, приказната за Мустафа Кемал Ататурк и Елени Каринте, приказната за името на градот, за црквите и за космополитизмот на Битола. Тоа се познати приказни, но во рамките на овој филм можат да се откријат некои помалку познати детали и низ искази на историчари, археолози, етнолози и публицисти всушност се открива пошто е Битола единствена и тоа се приказни кои што се врзани само за Битола и за ниту едно друго место на светот. Открива како само Битола во својата историја собрала толку голем број конзули и конзулати, иако не е главен град. Само во Битола имало толку голем број цркви, по кои според преданијата градот го добил името. Битола, реномето конзулски град, го стекна во 19. век. Од тогаш станува конзулски град, бидејќи во тоа време имаше 9 конзулати и на европските држави и на балканските и соседни држави. Мислам дека во тоа време Битола доби и поинакво значење во историјата на османлиската држава, бидејќи тој стана еден посебен град на делот од Балканскиот полуостров, кој што го носи името Румелија. Пред тоа таква улога имала Софија, после тоа со таква улога се стекнува Битола. Битола и денеска ја споменуваме како конзулски град, меѓутоа овој пат имаме повеќе почесни конзули. Од таков вид на конзулати само грчкиот и бугарскиот се денешните, другите. Јован Кочанковски. Во Битола пред 90 години бил игран шах со живи фигури, односно живи луѓе, што е регистрирано со фотообјективот на браќата Манаки. Првите два граѓани што се прогласени за почесни граѓани се на Битола, еден французин, генерал Франше де Пере, кој што го проби македонскиот, односно Солунскиот фронт, во 1923 година тој е прогласен од општината за прв почесен граѓанин на Битола и кога тоа се случи во Битола, тој донесе орден за град Херој, со кого владата на Франција ја прогласи Битола за град Херој. Вториот почесен граѓанин на Битола е Бранислав Нушич. Тој е следниот во 1924 година. Третиот е еден бугарски дипломат, кој што бе дипломат во Битола, Андреј Тошев се вика. Тој е прогласен 1942 година. Значи, Ајри Демировски не е првиот почесен граѓанин на Битола, тој е четврти почесен граѓанин. Општината ги прифати како свој почесни граѓани од името на сите граѓани. Сега дискутабилно е дали се заслужни или не се заслужни. Меѓутоа, се додека не им се одземи таа почест, тие остануваат почесни граѓани на Битола. Пренесени се и најновите историски истражувања кои покажуваат дека Битола била фотографски град уште пред браќата Манаки. Филмот открива колку е старо името Битола и кои се првите двајца почесни граѓани на нашиот град. Битола има многу приказни. И за Битола приказните се многу да се раскажуваат. Едно од тие покарактеристични приказни е пред 90 години во местноста кај Црвената касарна Битолска се случи еден настан на кој се одиграна шаковска партија
меѓу двајца граѓани тогашни на Битола, еден од професор во Битолската гимназија, а другиот офицер во армијата, односно во војската српската. И шахот се играше необичен шах на маса, него шахот се играше на отворено поле. Направени беа полиња метро на метро и фигурите беа живи фигури, односно војници беа војници, а останатите фигури окостимирани беа наставени во функција на соодветните фигури од шахот. Како завршила партијата, немам податок, но сепак таа партија се одиграла. Филмот ја пренесува и приказната за балканските Ромео и Јулија, Елени Каринте и Мустафа Кемал Ататурк. Преку сите овие историски приказни, прикажана е Битола како град со силна традиција и култура, кој во вистинска смисла на зборот ја прават европски град. Во Битола се одржа промоција на книгите на авторката Рада Петрушева, која читателите ја препознават по нејзините колумни на Facebook, а кои секој ден достигнуваат рекорден број на читатели, статуси кои ги пренесе на хартија во книгите И ѓаволот чита Прада и најновата Во кујна. Ако животот е филм, или ако некој филм е сличен на мојот живот, зошто да не можам да изберам живот според филм, пишува Петрушева во воведот на новата книга. Мајсторски раскажани и споени во едно, исечени фрагменти од животот. Сплет на минатото и денес, прикажани во една подотворена врата, која Рада ни ја отвори, овозможувајќи му на секој да дзирне во срцето на оваа прекрасна жена борец. Работниот наслов на првата книга И ѓаволот чита Прада беше Како порасна пепелашка. Значи во животот кога ќе се соочите, како и секоја пепелашка, со некои премрежија или некаков било каков облик на трагедија, кога мислите дека сте го допреле дното и дека најлесно и најдобро ви е да го ставите јорганот преку глава, тој е всушност моментот на крајот кој значи само нов почеток, ништо друго. А сите почетоци се подобри од претходните краеви. Разликата е во тоа што секој втор или нов почеток го започнувате со поголема мудрост. Тоа е тоа. Инаку насловот, работниот наслов беше променет во И ѓаволот чита Прада, затоа што јас прво се занимавав 24 години со мода, а Рада Петрушева е моето име и презиме и е содржано во тоа као краток подпис П. Рада. А дали пепелашка сте вие? Тоа сигурно ќе ги интересира нашите гледачи. Да, јас сум пепелашка која израсна баш како една мала птичка во пепел, која преташе во пепелот и која веруваше секогаш дека еден ден ќе израснат крилја. Втората книга маркетиншки беше крстена, значи прво беше работниот наслов Сите мои прилики, затоа што еден господин Владимир Цокаев, кој е еден од уредниците на Фондацијата Македоника, ми даде идеја да ги напишам сите мои прилики од моментот кога јас ја отворив вратата на мојата самица, а не привив никој да влезе. Туку излегов надвор и почнав да се дружам со луѓето. Запознав многу прекрасни луѓе од кои можете да научите многу нешто и многу добро. А запознав и такви на кои само го стискате копчето делит и ги заборавате за секогаш. Најинтересните луѓе од кои остана нешто за паметење, јас го запишав во втората книга и бидејќи последната приказна која се вика Танга во книгата е всушност приказна за приликата на една постара жена која, замислете, реши да се омажи пред крајот. Каде би можела таа да го запознае својот нов партнер? Колку мислите денес дека социјалните мрежи влијаат ете на промоција и поттик на писателите да започнат и она што го имаат во себе, значи да го изнесат во ете вака печатен материјал? Мојата приказна токму започна на Facebook, од причина што јас можеби дарбата за пишување се ја имала во себе. Меѓутоа требало да дојде еден момент кога јас добив желба прво да научам како да пишувам на компјутер, значи јас тоа го научив сега, па почнав да ги типкам моите приказни кои прво сум ги одживеала, или сум ги одсонувала, или сум посакала да ми се случат. Почнав да ги пишувам на Facebook, прво срамежливо по една неделно, многу брзо. Почнав секој ден по една, затоа што многу беше голема читаноста на приказните, одекот, значи, многу коментари имаше и многу беа убаво прифатени. И пораките кои стигнуваа беа во главном тоа: зошто не издадете книга, зошто не најдете корици да ги укоричите овие прекрасни приказни кои ние ќе можеме кога ќе посакаме да се ги читаме.
Овие книги ќе ги засакате и прочитате барем уште еднаш во животот, со малку волја купена, пепелашка, тоест Петрушева, таа е поетски сензибилитет кој повикува на истрајност, човеколюбие, но и на средба помеѓу огнот и водата, поминувајќи ги стапиците, помеѓу сегашноста и традицијата, помеѓу литературното и книжевното, сајберското и жаргонското, со своја препознатлива лирика ја прероди Пепелашка. Со своите раскази или исповеди, авторката Петрушева, со својата прва книга И ѓаволот носи прада, ги сруши рекордите на најбрзо исцрпен тираж од 1000 примероци. Книгата доживеа и второ издание. Во рамките на Битфест се одржа представување и подучување на ора преку директно комуницирање со инструктори за народни игри со цел поголемо доближување на ова знаење до сите генерации. Оваа манифестација допринесува за тоа секој случаен минувач да го доживее чувството на играта и песната, музицирањето и традиционалното облекување на носии и од тука, од оваа манифестација да се започне чекорењето кон вистинското запознавање на македонската историја, култура, традиција. На плоштадот Магнолија, тоест поточно кај саатот, се игра и изучува народните ора од битолскиот регион и се одржа масовна фолклорна едукација од страна на врвни битолски инструктори по фолклор од ансамблот за фолклор Гоце Делчев од Битола, предводени од Бранко Жежовски. На крај на манифестацијата се одржа општонародна веселба каде сите наши сограѓани и иселеници имаа можност со професионалните играорци да играат и пеат. Најголемиот светски филмски хит, повторно на репертоар, во 3D киното во Битола, Господарка на злото, со Анџелина Џоли во главната улога. Господарка на злото ја истражува нераскажаната приказна од најпрепознатливиот Дизниев негативец од класиката за спаната убавица и предавството кое на крајот го претвора нејзиното срце во камен. Водена од одмазда и силна желба да го заштити мочуриштето, над кое што владее, злорада ќе фрли неповратна клетва врз новородената ќерка на царот, Ружица. Додека таа расте, ќе се најде во голем конфликт помеѓу шумското царство, кое што го засакало и човечкото царство, кое го чува нејзиното наследство. Погледнете го, Господарка на злото, и искористете го специјалниот попуст на влезниците, кој може да ги набавите по цена од 150 денари. Проекциите се од денес до недела, со почеток од 20 часот. Колку луѓе може да убие еден куршум? Не го пропуштајте напнатиот трилер Студениот јули со брилјантните Дон Џонсон и Сем Шепард, како може една погрешна одлука во дел од секунда да го промени вашиот живот. Додека ги истражува чудните звуци во неговата куќа, една ноќ во 1989 година во Тексас, Ричард Дейн го застрелува на трапникот Фреди Расел. Иако во градот го сметаат за херој, Дейн е преплашен за безбедноста на неговото семејство, кога дознава дека таткото на Фреди, Бен, пристигнал во градот. Таткото на убиениот е поранешен затвореник, заслепен од одмазда. Премиера на филмот е денес од 20 часот, а истиот ќе се прикажува до 16 јули. А потоа ги очекуваме Избавине од лукавиот, според критичарите, кој е микс помеѓу култните Екзорцист и Седум, снимен според вистински настани и во продукција на славниот Джери Брукхајмер. Потоа филмот Планета на мајмуните, Револуција и многу други. Се гледаме на кино. На плоштадот Магнолија се одржа концертот на Неврокопски ансамбл Република Бугарија. Основан во 1946 година, овој ансамбл за народни песни и ора е прв од ваков вид во Бугарија. Исто така ансамблот е познат и под името Јане Сандански, кој гордо го носи повеќе години. Познат е и како ансамбл на Неврокопскиот регион, според старото име на градот Гоце Делчев, Неврокоп, а ансамблот бележи половина век творештво во кое врши откривање, зачувување и репродукција на народните танци и традиции, фолклорот и етнографското богатство на Бугарија. Ансамблот има одржано над 4000 концерти пред повеќе од 3,6 милиони гледачи ширум светот.